По завршувањето на медицина, бидејќи се знаел добро слово и од Белград, доаѓа во Белград, прима југословенско државјанство, тука стажира во една болница во Белград и го распоредуваат да оди во Кавадарци. Освен врстен стручњак, бил и полиглот кој владеел грчки, турски, германски, чешки, англиски и француски. Сечава за Ѓорѓи Каламчевиќ, Каламчев е, он е егеец, дојде 21-22 година како лекар прв у Тиквишијата. На 14 декември 1995 година во дворот на медицинскиот центар во Кавадарци беше откриена спомен плоча на доктор Ѓорѓи Каламчев. Почетоците на здравството во Кавадарци се неизбришливо врзани за името и работата на доктор Ѓорѓи Каламчев, првиот лекар македонец кој цели 22 години обавува лекарска практика како општински лекар. Доктор Ѓорѓи Каламчев по многу нешто несекојдневен по својата ученост, беше фармацевт и лекар, полиглот, зборуваше 6 јазика, а во работата беше голем хуманист и добар диагностичар. Таквата негова пожртвуваност го направи да биде сакан, ценет, почитуван и уважуван граѓанин на Кавадарци. За жал, живееше само 52 години. Судбината сакаше по исто толку години Сдруженијето на лекарите на Кавадарци со несебичното залагање на примариус доктор Миле Петров да му подигне едно скромно спомен обележје, спомен плоча, како благодарност за сиот труд и залагање што 22 години им ги пружал на граѓаните на Кавадарци. Татко ми, доктор Ѓорѓи Каламчев, бивш лекар во Кавадарци, е починат на 14.12.1943 година. Сега се навршуваат 52 години од неговата смрт. Тој потекнува од Егејска Македонија, роден е во село Месимер, тоа е на 4 километра од Воден. Едно многу убаво живописно село, кое јас имам посетено, дури имам можност да го посетам дури во 1966 година, заедно со мајка ми, она прв пат дојде во селото и со мојата фамилија, со сопругот и децата. И бев одушевена од самото село. Низ него течат потоци, реки, рекички така, кои потоа се собираат и еден дел од нив го прави оној водопадот што е во Воден, а другиот дел пак оди за наводнување на Воденско поле. Иначе над самото село има убава шума, костен има многу, има овошки најразновидни и луѓето сега главно се занимаваат со овоштарство, помалку со козарство. Меѓутоа, кога бил татко ми дете, главно занимање било козарството. И тој кога се запишал прво основно училиште, завршил во Воден, потоа се запишува прогимназија, завршува во Солун, тоа на грчки јазик, и продолжува да учи гимназија во Цариград на турски јазик, меѓутоа на старото писмо. По завршување на гимназијата, бидејќи потекнува од посиромашно семејство, имал постар брат, кој прилично бил постар од него, имало меѓу нив повеќе деца кои изумреле, го замолил ако може да му овозможи да ги продолжи своите студии, затоа што бил наклонет кон учење, да оди да студира фармација во Виена. Тој заминува таму, се запишува на фармација, студира, меѓутоа, знаете како е селска фамилија, 4 ќерки имал тој, големо семејство, му праќал колку што можел во границите на своите можности, меѓутоа тој се снаоѓал на некаков начин, наутро рано станувал, по тие мали
продавнички што биле за печива, така за појадок. Одел им растоварал на девојките што продавале млеко, јогурт и тоа, и така си обезбедувал појадок. Навечер одел на железничката станица, растоварал вречи и некако се снаоѓал, туркал, студирал. Меѓутоа таму тој се запознал со син на еден апотекар од Белград, некој си Николич, се зближил со него и тоа му возможило тој да преку за време на летниот распуст, наместо да оди во својот роден крај кај своите, тој одел во Белград и таму работел во апотеката, затоа што во тоа време помалку имало, мислам, готови лекарства, него главно се правеле. Од тука што ќе соберал пари за работувал, тоа тие ги користил после за студирањето. По завршувањето на фармација се нашол во една тешка ситуација, затоа што бил сиромав, за да отвори апотека требало да има доста пари, или пак да се ожени за некоја богата ќерка на некој богаташ, и затоа тој решава да оди во Прага и таму полага диференцијални испити и завршува медицина. За да може да ги заврши овие сите студии, тој се разбира морал да знае повеќе јазици. Така да го знаел грчкиот јазик добро, го знаел турскиот јазик, германски добро зборувал, научил чешки. Во школата, во гимназијата учил и француски, така да ние имавме дома доста и литература од медицината на француски. А после кога дојде во Кавадарци, за време на окупацијата учеше и англиски, така да зборуваше 6 јазика. По завршувањето на медицина, бидејќи се знаел добро со овој од Белград, доаѓа во Белград, прима југословенско државјанство, тука стажира во една болница во Белград и го распоредуваат да оди во Кавадарци. Наши сограѓани дека Кавадарци е одбрано место со сува клима заради тоа што доктор Каламчев бил слаб на градите. Како и да било, Кавадарци е местото на избор на доктор Ѓорѓи Каламчев во 1921 година. Освен врстен стручњак, бил и полиглот кој владеел грчки, турски, германски, чешки, англиски и француски. Сосема е известно дека била голема предноста што имал завршено фармација, освен што значително подобро ги познал лекарството од било кој друг лекар, понекогаш го заменувал аптекарот Бошко Марковиќ, па така аптеката во Кавадарци не била никогаш затворена. Во многу други места, градови во Македонија, било познато дека до лекарите можеле да дојдат само оние кои имале пари. Според се она што осознавме досега, тоа не бил случај кога е доктор Ѓорѓи Каламчев во прашање. Тој бил достапен за сите, и побогати и сиромашни. И не само тоа, туку со аптекарот Бошко Марковиќ обезбедувале лекови за оние што немале да платат. Дека похлепноста по пари не му била во крвта, покажува и овај податок. За 22 години работа како лекар не изградил нити купил куќа. Истина пред крај се спремал да гради, но го фатила војната, а подосна и смртта, па ништо не се случило. Имал воденица кај Возарци, позната како докторовата воденица. Воденицата сигурно му носела приходи, но од тоа излегло само купување на земја, околу 10 хектари. Не дочекал да му биде земјата национализирана по војната, а национализирана е. Од аспект на фамилијата тоа можело да значи не соодветен стандард, но од аспект на граѓаните на Кавадарци веројатно значило многу. Секој можел да добие лекарска помош, имал или немал пари. Во 1927 година во Кавадарци дошол доктор Никола Ѓорѓевиќ, кој бил поставен за околијски лекар, а доктор Каламчев за општински. Има сведоштва дека покрај редовната работа наоѓале време и двајцата да вршат и улога на санитарен инспектор. За тоа работа не добивале надомест посебно. Градот го поделиле два дела, па во определени денови вршеле инспекцијски работи. Не се случувало некој од трговците, занајчиите или угостителите да се противи на забелешките од докторите.
лекува како лекар. Тој бил меѓу првите, ми се чини, лекари во Тиквешијата. Во тоа време се знае каква била состојбата, војната завршена, една сиромаштија, тој беден крај, големи горештини летни, зимски големи студови. Меѓутоа успеал да се снашол меѓу луѓето, го засакале. Бил вака, мислам, доста со луѓето доста добро комуницирал. Како лекар бил ценет и почитуван затоа што бил добар како диагностичар и многу совесен како лекар. Мајка ми, како што кажуваше, вика, ќе оди по 2-3 пати ноќе додека не установи точната диагноза на болеста, дали може тука да се лекува или треба да го испрати во Скопје понатаму, да не ја преземе одговорноста врз себе. Инаку, во тоа време знаеме какво беше здравството, на кој степен на развој, исто така и фармакологијата. Така да ние, он како и неговото, устари, тој со семејството, а тој се жени во 1931 година за мајка ми, која како за учителка доаѓа во 24-та година. И тоа сакам да кажам дека со своето семејство ја делел судбината на сите граѓани во Кавадаци, па и пошироко, мислам, во однос на здравството. Затоа што во тоа време, бидејќи немало многу лекарства, доста била преку летото харала дизентеријата и маларијата. Судбината на многу семејства кавадаречки ја доживеал и тој. Имав ја постара сестра која на година и пол починала од дизентерија. Тоа страшно го погодило татко ми и мајка ми, дури дошло до една голема расправа меѓу нив, затоа што мајка ми упорно сакала да работи. И ја чувала сестра ми, а пота и мене, девојчиња ги чувале. Меѓутоа, од нивно невнимание дошло до тоа, го водела девојчето доле да се шета, по дворот, тука доаѓале пациенти, знаеме дизентерија, пролив и сето тоа, зело каснало една дудинка, од тоа добило дизентерија, ја носеле во Белград, во Скопје, во Белград, меѓутоа починала. Јас сум родена 1937 година, и мене исто така ме чувале девојчиња, жени од Кавадарци, и јас, како и многу деца од Кавадаци, од Тиквешијата, од 10 месеци до 10 години страдав од маларија. И тука татко ми исто, што можел да им пружи на другите деца, тоа и мене. Што им давал ним, тоа и мене. Главно кинини, атебрини, жолтило на лицето и тоа. Меѓутоа, кога по ослободувањето, кога се изврши она дезинфекција со DDT, и кај мене, како и кај сите деца, кога беше уништена маларијата, и јас и кај мене престана да се појавуваат тие маларични трески. Имав терцијална маларија. Бидејќи бев многу мала кога почина татко ми со неполни 6 години, тој ми е во едно бледо сеќавање. Не можам да вака нешто поконкретно да ви кажам за односот мој со него или за грижата негова или за тоа. Инаку како лекар исто така јас не можам да кажам како бил како лекар односот негов кон пациентите, како бил. Меѓутоа откажувањето и на мајка ми и на голем број кавадарчани бела дека бил добар како лекар и преска рекол дека има добар однос кон пациентите, бил многу совесен. А за тоа колку бил совесен можем да ви го кажем само преку овој пример, дека мајка ми со татко ми во брак биле 12 години. Ни едно лето тој не заминал со неа на годишен одмор. И мајка ми често пати се лутела. Вика, зашто да не можеш еднаш барем да дојдеш? Тој велел, вика, како можам да дојдам кога баш во летните месеци харат дизентеријата и маларијата. Така да ниеден годишен одмор тој во својот работен век во Кавадаци нема искористено. Кидал на ден-два така да ги земе, да не земе или да не одведе или да не врати, меѓутоа оној вистински годишен одмор никогаш го немал. Бидејќи бил и апотекар, а апотекарот во тоа време во Кавадаци бил Бошко, некој Бошко Марковиќ, си одел на годишен одмор со фамилијата, тој кој ќе завршил прегледите,
одел во апотеката и таму ги припремал, и тоа ги немало сите, мислам, готови како препарати и лековите, во Галенската лабораторија ги припремал кои требало лекарствата и им ги давал на пациентите. Така да и од таа гледна точка не страдале, мислам, кавадарчани. Сите лекарства што требало, иако бил отсутен апотекарот, успевале да ги добијат навреме. Бидејќи потекнувал и самиот од сиромашно семејство, како лекар не правил разлика никаква дали е некој сиромав, богат, дали има да му плати, дали може да му плати. Важно било да му пружи лекарска помош, да му даде се што може, а како што кажуваат кавадачи, на пола кавадаци не им земал не им воопшто не им ни наплатувал. Па колку заработил, може да се види тоа што цел живот ние живеевме под кирија, немавме своја куќа. Од тоа што имал спестено пари, купил земја во Возарци, која за жал јас не успеав никаква благодет да видам од тоа. Инаку за тоа колку го ценеле, го почитувале кавадарчани, мислам и како лекар колку го сакале, можам да ви го кажам и овој податок. Во 1941 година, кога дојде окупација, кога дојде бугарите во Кавадарци, тога им беше наредено на сите српски семејства во рок од 3 дена да го напуштат Кавадарци. Татко ми беше македонец, меѓутоа мајка ми беше србинка и од таа гледна точка и тие има добиено наредба да се селат. Кога чуе кавадарчани, односно јас мала бев, кога чуле кавадарчани дека треба да се оди татко ми, се собрала една група од така повидни граѓани, например Пане Хаджи Василев, Дончо Шкартов, Фидо Мешков, Игно Равечки, Мирче Мицев, што знам уште кои биле, и отишле во полицијата таму кај бугарските власти и побарале од нив изрично дека тие не го пуштаат да си оди, затоа што тој нема никаква врска со политика, тој е македонец, жена му е навистина србинка, но таа е адаптирана тука и со луѓето, мислам, добар има однос, го понаучила и македонскиот јазик, така да воопшто не дозволиле и ние за време окупација не го напуштивме Кавадаци, туку тука останавме. Татко ми работеше уште известно време, потоа се разболе, околу 1 година беше болен и во 1943, како што реков, на 14 декември почина. Некои посебни проблеми, мислам, со властите, со бугарите не сме имале, сме биле оставени на мир, не вознемирувале, меѓутоа, кога бил болен татко ми, не му дозволиле да оди во Скопје, да иде на преглед некој, мислам, на клиника, а исто така и последната желба му била кога уште можел да се движи, да оди, да го посети имањето што го имал во Возарци, исто така и тоа не му дозволиле. Мајка ми отишла таму да бара тој открит лист, како се викало, и ја задржале едно 3 сати. Таму 3 часа ја држале, па шо си, па како си, па зошто си дојден овде, па... Тоа единствено така имало на малку повише проблеми. Татко ми го видел дека ја нема, отишол кај некој, испратил уствари некој дете да иде кај некој пријател да иде да праша што станува со неа и тие веднаш ја пуштиле. И денеска се живи спомените за доктор Ѓорѓи Каламчев, меѓу постарите кавадарчани. Некои се негови современици, а меѓу нив има и негови должници, оние кои биле негови пациенти. Кажете ни како беше доктор Ѓорѓи Каламчев како лекар? Дали се сеќавате на него? Сеќава за Ѓорѓи Каламчевиќ, Каламчев е, он е егеец, дојден 21-22 година како лекар прв у Тиквишијата. Има завршено медицински факултет во Аустрија и формација. За време турско е одел известно време и како комита. После отишол на студија во Аустрија и таму го завршил факултетот.
Кога иде у Кавадарци, отседуе у Тодор Попристов и врше визета приватна по куќите. 25 на 26 година се разболувам од тифус и Каламчев иде с татко беа пријатели на домашна визета. Татко му плати за првата визета. После некој пат ще дојде он без да наплате, се интересираше како действуваат лекарства кои припиша он у тоа време. Не беше парар. Се каже да услужува народ. Секоја вечер у Балкан седеше, кога възрастна јас, кога стана младинец, он ќе седе до 12 сата у кафенто, некој да го викне да иде ноќно време да направи услуга. Значи и ноќно време вржеше услуга без да гледа на работното време. Човек кој лекарство се го ценеше, се го поштоеше и водеше сметка за авторитетот хуман, медицински, човечни во која односи. Каламчевич се ожени за една учителка србинка. Добро живеа, створија едно дете. Нашата вода беше нечиста тоги. Му се разболе девојчето и му умре од нечиста вода. Второто девојчето му се породи, го поише само со преварена вода, затоа што водата беше нечиста. У тоа време немаме водовод ни. Каламчевич беше штрглив човек. У заедница со жена му створија капитал, купија воденица од бегот у Возарци и ја дадоа почина да работат друже. Он не беше земјоделец, но беше горд да има и он имот нешто. Инаку куќа немаше, седеше по Чирија. Значи, се толкова време, се работеја, стори еден имот кој беше у тоа време добар. Поред воденицата имаше и бинг за биење на ориз. Имаше лака со вочњак, посадена вочњаc имаше. И други земјоделски производи, жито, царевка. Но од тоа не очекаше некој приход, не знам каков. Но беше горд да има и он имот свој, а куќа немаше своја куќа у градот. По Чирија седеше. Дали се сеќавате на доктор Ѓорѓи Каламчев? Се сеќавам, јас како дете, татко ми беше трговец, имаше дуќан галантерија. И он дошол една ден кај него. Отишол у други трговци и побарал штофови, нешто за костим, нешто за облека. Не му дале они на кредит. Дошол кај татко ми и тате рекол, му покажал моите, како бил бос озола, како бил без мајца, гол човек. Демек сирома дошол од дек шо учел. И тате му рекол, тука сме, рекол, не брини, рекол, докторе. И тате зима од дуќан, му дава мајци, му дава кошули, му дава се што треба. И го зима за рака и му вика, ај се, чуј му трговците, да видиме за одело. И одат у трговците и одат у чуфото и му кажат, ти бил мешковци, не му даре, бил игно, не му дал. Рекол, ја ќе те заведам каде де мој роднина, он ќе ни даде нас на кредит. Одат кај чуфот, чуфот му дава штоф за 2 костима, му дава штоф за кошули, му дава за чорапи. Ај, чорапите изјавал кај татко ми.
му дава се, одат у Дубровци. У Дубровци тате му нарачуе чейли, две рала. Ем сандари, ем чейли. Му направуват и Дубровци чейли. И он сироманот много задоволен изпаднал. И па се враќат назад и прават една меница од 5000 динара. А то ги беа многу 5000 динара, тоа беше 28-та година. И му рекол, господне, не би ли гајли, јас за скоро време ќе ти ги вратам парите. Тате рекол, гледам ти како добар доктор ќе бидиш и ќе спечалиш тука, ќе имаш многу работа. И стварно беше многу добар специјалист доктор беше. И од тука човекот се заоблече, се дотера. И кога ни да бидиме болни, он ќе трче по нас, веќе без станаме пријатели, кујтни, многу пријатели. Како беше како лекар? Многу добар беше. Кој да се разболе, он ќе трче на коњ, на кола, ќе го качат, он ќе трче, ќе оде таму за преглед. И пари не зимаше многу наситен, бедни. Он беше општински лекар. И општината изгледа го плеќаше нешто и дома ја одеа, пано беше кај него многу. Не може да дојдеш на ред да те прегледа. Арном никого одеме виќе за преглед. Од тате добро му направил, само окне виде, че баде виќај влези од цанка. Ја често се разболуе. Беше болна од тропска маларија и он ме лекуеше. Дали се сеќавате на доктор Ѓорѓи Каламчев? Се сеќавам, затоа што тој беше првиот од лекарите во Кавадарци, што дојде и тоа одма по ослободувањето. Ја бидејќи сум 21 роден, али он дојден тие години, веројатно. Помишта 20, да речем, и 25 и 30, така некако, но важно. Човекот беше, нали, физички века слабуњав, али беше многу културен, педантен. Жена му беше учителка, фамилијата му беше исто така општо позната и прифатена од средината наша. Така да неговата работа остави впечаток меѓу населението наше, што еви и до ден денеска не врзуваат некои убави работи од него, нали, за да ги спомнеме, да ги кажеме и да ги потенцираме. Прво неговата човестина се содржаше во многу поширок обем од колку оноа, да речеме, да некој го поштуе како лекар, него како човек беше многу поштуван. А лекарството негово и неговата должност, нали, како лекар му створи авторитет меѓу граѓаните. Поверењето негово беше големо у градот од граѓаните. Сега, с обзир на тоа што градот беше мал, чаршијата беше ети таа, сега кај што гледате Балкан стаковна куќа, тука беше центар на чаршијата, али сепак имаше и меѓу занечиите, и меѓу селаните дури. Он не е дозволено, али ако треба да се иде и во село, посебно на маларијата, дезинтеријата која беше со конј, во село, ќе иде, ќе прегледа, ќе даде таму што ќе даде. Значи, не му беше тешко да иде он да го виде болниот. За него болниот беше уствари правиот оние предмет за кој што речеме, што викаме, се закнал кога завршил тие медицински факултет. Така да, уз тоа сето лекарство, по куќите носеше дури лекар, хининот, за она фамозната маларија, тој што се еше смрт голема. И кажав, нали, дека во таква куќа кај што постои заразна болест, да се изолират луѓето, да не дојдат до проширување, се ставаа етикети со напишано дека тука владее епидемија некоја заразна болест. И секој изнеше у тоа време у таа куќа, додека не се симнеше, таа книга не се вливаше. Ама биле празници или роднини, или ни најблиските, он им забрануваше на домашните, им кажа да не доаѓа, за да не се шири тоа. Нели, тоа што е штет. Тоа е голема смртност се јави кај посебно вие помалите дечињата, маларијата, што е и дизентеријата. Докторот Каламчевиќ, покрај неговата лекарска
обврска, що я имаше, що обавуеше скроz совестно. Граđаните реков, нали, ти го сакане много, той го пушля. Он обавуеше и доброволно. Tamo nemaše nadoknada, on ne postoješe uslovi za pare ni pred državata. On naša mu državna apanažu, da rečemo, od država i sanitarna kontrola. A u sanitarната kontrola беше толкова педантен и пажлив, да въобще не дозволи да некој биде отиден да го судат, да го казнуват. Али со тоа што секоја ден си беше во неделата одреден кај кој занечија чиде он да врши контрола. И тие занечии знаеа, да го речем, нали, фурнаджиите, у сабота мораа после печењето на лебот, што го носеме на селски начин, што ги кажат, на штици, ми разбирате? Да се пече, до ручук, по ручук, тоа се риба. Се чисти со лута сода, се брише, со жешка вода, тоа се оно што е собрано цела недела, што се избирало, оно мора да се изчисти, да се измие и со она што е чисти крпи да се избрише, така да во понеделникот, кога ќе почне со работа фурнаджијата, неините тезги беа жолти како сокот. Таква боја имала. Тие кој што рибал со лута сода, он знае како штицата се изчистува убаво, нели од лута сода. Он не дозволеше берберин, па и било кој, па и бакалин, па нека бидеше, викаат, и било кој друг занечие што има допир со раците на прехранбените продукти, да има ногти. Првото влевање во дуќан, раците така. Белата облека обавезна беше. Не може да се продава ѓервек, како сега што се продава с алишта, што ви кажат. Онака обуј со... Доктор Каламчевич го познавам, бидејќи сум се лекувала при него како дете. А второ, тој живееше во нашата куќа, на која место сега е изграден сизот за станување и хотелот Балкан. Тоа беше стара бегинска куќа со 8 соби и голем двор. Него го познавам како многу добар и савесен лекар и човек, кој имаше еден специфичен однос спрема своите пациенти. Ги пратеше болеста не само кога ќе го повикате да го прегледа, чим еднаш е повикан, он сам доваѓаше да провери како се развива текот на болеста, без да биде повикан. А ако ви испратеше во Скопје, например, на специјалист, ќе дојде да побара да биде рецептот и диагнозот. И големо интересирање покажуваше и како таков го знам, неверојатно савесен, поштен човек и одговорен. Иначе, важеше онака, немаше валјда време, не беше многу комуникативен, овака, не проведуваше време по кафани, како у тоа време, што беше повлечен. Знам оти 43-ти умре од рак во стомакот, а предходно ја лечеше долго мојата баба, која од истата болест умре предходната година. Секој дневно по 2 пати ја посетуваше, без да биде повикан. Доктор Ѓорѓи Каламчев го познавам многу добро, затоа што сум бил негов пациент многу пати, а исто така и он доваѓал кај нас при ликувањето на членови од нашата фамилија. Од она што јас го почувствував во тие подолг период, како и што слушах од други пациенти, можам да кажам да тоа беше лекар со посебно внимание и со посебна култура приступаше кон пациентите. Беше јако скромен, јако приступачен. Од друга страна знам да беше многу скромен во наплатувањето и знам да имаше случаи кога на некои пациенти посиромашни не сакаш да им наплатат. Потоа може да кажам да после неговата смрт, мислам да умре 43 година, неговата жена и
Љубица и неговата ќерка Мица дојдоа да живеат во нашата куќа. 10 години беа кај нас, многу добро се слагахме и ни остави многу добар печток. Може да кажам и тоа да неговата жена, значи, се жалеше кај мајка ми да кога треба да одат на летување, нивниот маж Ѓорѓе никако не се согласува да одат на летување, не од тоа што немале пари, него за тоа што не сакал да го напушти градот и да у тоа време останат кавадачани без лекар. Тоа е стварно голема жртва која што заслужава посебна почит. Јас сметам да доктор Ѓорѓи Каламчев е еден од ретките кавадарчани кои заслужава посебна почит. Јас сум длабоко трогната од овој свечен чин на откривање на спомен плочата на татко ми и се заблагодарувам на лекарското друштво од Кавадарци, на сите лекари, посебно на доктор Миле Петров, како организатор на ова мала свеченост, со тоа што сметам дека ова спомен плоча ќе ги потсети и постарите кавадарчани за мојот татко, за неговата дејност во Кавадарци, а исто така ќе биде еден спомен, мислам, едно сеќавање на помладите генерации лекари, па и кавадарчани, за тоа дека постоел еден лекар, еден хуманист, еден човек, кој својот работен век го поминал во Кавадарци и тука го завршил. Јас уште еднаш благодарам на сите кои граѓани и други кои на некој начин помогнале да дојде до овој свечен чин. Благодарам. Невозможно е во една емисија да се раскаже животот на една исклучително обдарена и богата личност, каков што беше доктор Ѓорѓи Каламчев. Беше лекар, интелектуалец и стручњак од голем калибар. Во време кога учените луѓе се броја на прсти, тој поседуваше диплома за завршен факултет по фармација и диплома за лекар од општа пракса, и тоа од најпознатите европски универзитети, од Виена и Прага. Тоа зборува за големиот интелектуален потенцијал, желбата за знаење, познавањето на 6 странски јазика, а наспрема тоа скромноста и благородноста на неговото срце, подготвеноста секому и без надомес да му пружи помошт. Тако беше доктор Ѓорѓи Каламчев, човекот кој освен што беше голем хуманист и безпрекорно ја обавуваше својата лекарска должност 24 часа дневно во текот на сите 365 дена во годината, бидејќи не искористи ниту еден ден годишен одмор, ја сакаше и песната и орото и подеднакво добро ги играше виенските валцери и познатите македонски ора како Пајдушката.